популарниот Манаскоп. Кире Лазаров е член и носител на играта на битолски Пелистер, а со своите 19 години тој стандарден е репрезентативец во сениорската селекција. Без Лазаров не може да се замисли стандардната седморка на нашата репрезентација, со која го освои второто место во квалификациите за светскиот шампионат. Тоа беа 10 најдобри. Пред да продолжиме со музика, само да напоменам, во текот на оваа емисија на кајроните ќе можете да ги прочитате имињата на нашите спонзори, кои исто така се најдобри и кои во голем дел придонесоа оваа вечер да биде многу поубава и побогата. Бошко, дали се согласуваш? Навистина, без спонзорите, без државата не може да биде и спортот и се ова што го правиме за спортот и спортистите. Голема благодарност од телевизија Сител за сите наши спонзори на нашава убава спортска вечер. Сите дадоа она што го можеа. Навистина, годинава беше скромно, но верувам дека до година ќе бидеме далеку побогати, бидејќи и за тоа се залагаат нашите раководства. А тоа му го посакувам на новиот председател, господинот Борис Трајковски, бидејќи потекнува од спортот, уште повеќе да го гради својот дух во спортот, бидејќи спортистите знаат, председателе, да ви вратат на најдобар начин. Реков, дадоа сите она што го можеа. Благодарност. А за оваа прекрасна вечер, за она што пред вас е сервирано, се погрижи кој друг? Нашиот реномиран и доста познат ресторан Три бисери. Благодарност за господинот Раде Станоевиќ. Но, Јасминка, еве многу убаво изгледаш. Верувам дека за тебе и за нашата колешка се погрижи бутикот НАФ во градскиот трговски центар. Точно така, а предпоставувам дека Пиер Карден те облекоа у градскиот трговски центар за вака убаво што изгледаш вечера. Токму така, Пиер Карден се погрижува за облекувањето на спортските новинари и верувам за сите спортисти. Нека навратат во бутикот Пиер Карден во градскиот трговски центар. Толку за тоа, благодарност до сите. Меѓутоа продолжуваме ние со музика. Тука ги имаме одличните Силви Бенд и нивниот хит од минатата година "Ме полудуваш". Игрите кои ги прикажуваат во своите екипи, особено во дресот на националната репрезентација на Македонија. Голем е бројот на македонските спортисти кои полека, но сигурно минуваат во странски екипи, односно во странство. Токму и од таа страна вечерва се решивме како и изминатите 3 пати додека го правевме изборот на спортист на Македонија и годинава да прогласиме супер спортист. Значи, ќе ги погледнеме 6 мината најдобри. Популарниот Врба е најзаслужен што екипата на Годела Работнички ја освои 7-та шампионска титула. Стефанов беше прогласен за најкорисен кошаркар во минатогодишниот шампионат на Македонија. Со неговите игри во дресот на македонската репрезентација во квалификациите и самиот европски шампионат, Стефанов го привлече вниманието на многу европски екипи. Впрочем, без Стефанов незамислива е стартната петорка на нашиот државен тим. Тој сега настапува за екипата на Пинар Кршијако од Измир, тим кој пред се благодарение на Стефанов е лидер во турскиот шампионат. За квалитетите на Стефанов доволно говори податокот дека тој е најсериозен кандидат за титулата MVP, односно најкорисен кошаркар во турскиот шампионат, а понудите од големите европски тимови од ден на ден се зголемуваат. Пепи Манасков и по трет пат е во конкуренција за избор на суперспортист. Како капитен ја предводеше нашата најдобра машка ракометна репрезентација на светското првенство во Египет минатата година. Од есеноска Пепи се прости од репрезентативниот дрес, препуштајќи им го местото на помладите. Сега настапува за екипата на пивоварна Лашко во Словенија, тим со кој минатата година играше во полуфиналето на Лигата на шампионите.
Токму Манасков на минатогодишниот избор го понесе приматот суперспортист. Саша Чирич, најскап фудбалски интернационалец од Македонија и голем амбасадор на македонскиот фудбал во германската Бундеслига. За екипата на Нирберг постигна 13 гола и беше најдобар стрелец во екипата која за жал не успеа да избори опстанок. За фудбалската репрезентација на Македонија го одигра сите средби во 1999 година и постигна 2 гола. Во моментов настапува за берлинскиот тим тенис во Русија. Билјана Наумовска, една од нашите најдобри ракометарки, со незините одлични реализаторски способности, даде голем придонес во успесите на македонската ракометна репрезентација, а веќе 2 сезони има забележителни настапи и во германскиот шампионат. Никола Митков, шахист со највисок рейтинг во Македонија, учесник на бројни меѓународни турнири со освоени неколку први места. Со шаховската репрезентација учествуваше на Европското првенство во Батуми, Грузија, каде ги одигра сите 9 меча на првата табла со освоени 4 поени. Од 2000 година очекуваме да постигне рейтинг од 2600 поени, со што ќе обезбеди учество на светското поединечно првенство. Александар Китинов е нашиот убедливо најдобар тенисер на сите времиња. Во изминатата година со 5 различни дубл партнери обезбеди пласман во исто толку финални надпревари на ATP турнири, од кои и на 2 триумфираше. Со овие успеси за прв пат Китинов се најде меѓу првите 50 најдобри тенисери на листата во двојки. Китинов е единствениот македонски тенисер кој настапил и на Гранд Слем турнири, а играше на првиот Гранд Слем во новиот милениум отвореното првенство на Австралија. Минатата 99-та на Совите бираат асови, наш драг гостин беше и господинот Милан Бабич. На наше големо задоволство и вечерва е со нас. Господинот Бабич пред повеќе години победи на нашиот Валандовски фестивал. Вечерва ќе ја чуеме токму таа, на сите нам познатата една песна јас да запеам. Милан Бабич. И песната немаат граници, а во тоа се уверивте и преку песната на нашиот гостин од Југославија Милан Бабич. Меѓутоа, еве, овие 2 дена, заедно со деканот на Факултетот за физичка култура Димитар Циев, имавме можности да направиме 2 посети. Го посетивме господинот Киро Глигоров и вчера направивме на куса посета во кабинетот на нашиот председател Борис Трајковски. Навистина срдечно, топло, а нашиот разговор беше токму спортот. И во првиот разговор господинот Киро Глигоров накусо како една приказна ни раскажа се што се случуваше околу спортот, околу самостојувањето на нашата држава. А вчера председателот Борис Трајковски рече: дај да направиме уште повеќе на спортските терени за афирмација на нашата држава. Но исто така како двајца добри пријатели, едниот професор, едниот ученик, господинот Циев професор, господинот Трајковски негов ученик, а и двајцата потекнуваат од Струмица, па се заинтересира дали и Струмица ќе биде извор на спортисти како што беше во изминатите години. Навистина струмичани дадо многу за спортот, а верувам, еве, уште една можност председателе да помогнете на спортот и Струмица да биде вистинскиот извор на спортисти од каде што ќе можеме да црпиме и да се радуваме на се она што ќе постигнуваат. А исто така да искористам оваа можност, бидејќи утре во очекува долг пат за кој што навистина треба да се потрудите и да одадете своето во афирмацијата на нашата држава за посреќно живење на сите граѓани на Македонија, а посебно на спортистите. И токму од сите вас овде присутни да му посакаме
Среќен лет на нашиот председател на долгиот пат од неговото прво преземање на функцијата председател на нашата држава. А ние да преминеме, овој аплауз нека биде за ваш среќен пат. А ние да преминеме на она за што сме вечерва дојдени овде во големото студио на Сител телевизија. Да видиме како ќе ги избереме најдобрите спортисти. Колегата Срđan Ивановиќ тука е негде во спортското студио, па да чуеме каде се наоѓа. Ивановиќ повели. Благодарам, значи време е да ги представиме и членовите на првото жири, кои го сочинуваат следниве господа: Зоран Радич, Гино Стрезовски и Симеон Дуковски, сите професори на Факултетот за физичка култура во Скопје. Председател на првото жири е господинот Симеон Дуковски. Господине Дуковски, добро вечер најнапред. Добро вечер, поздрав до присутните, до гостите на ова ваша прекрасна традиционална емисија и добро вечер до вашите гледачи, до гледачите на Сител телевизија. Благодарам за честитките и најнапред збор 2 за како тоа се гласаше на Факултетот за физичка култура. Јас пред се морам да се заблагодарам од името на професорскиот и асистентскиот кадар на Факултетот за физичка култура до вас, до вашата телевизија, која не вклучивте во оваа навистина веќе традиционална емисија, избор на најдобар спортист, асовите бират асови, со што голема благодарност за вас изразуваме, а ние дојдовме на тој начин што практично на Факултетот за физичка култура, вклучувајќи нас, изработивме анкетен лист и тој беше анонимен. До секој професор, до секој асистент на факултетот, секој го даде својот глас, а ние као комисија, јас, професор доктор Симеон Дуковски, доцент доктор Радич Зоран и доцент доктор Гино Стрезовски, како комисија ги собравме, ги сумиравме практично резултатите од гласањето на нашиот наставен кадар. За сега благодарам, а сега ние одиме со колегата Игор Серафимовски, кој за соговорници ги има членовите на второто жири. На овој избор традиционално и активно учествува и првиот спортски дневник во нашата земја, Македонски спорт. Нискои љубителите на спортот во нашата земја има можност да гласаат. Тука е нејзиниот уредник и представник на второто жири, господинот Арсовски Васко, кој ќе не информира за текот на гласањето. Во изминативе 3 недели Македонски спорт ја спроведе анкетата за избор на спортист заедно во соработка со телевизија Сител и Утрински весник, кој веќе ги кажа своите лауреати. Имавме таа чест да ги представиме учесниците во оваа анкета. Имаше околу 3000 гласачи во текот на овие 3 недели, така да мислам дека се задоволни читателите, дека го кажаа своето. Во текот на емисијата ќе кажеме и гласовите кои се добиени. Значи, тоа е исклучиво анкета од самите читатели на Македонски спорт. Ви благодарам, а сега колешката Ирена Јовановска. Имам таа чест да го представам третото жири, составено од асовите на македонскиот спорт. Асовите од кошарката, борењето, спортското новинарство и така натаму, меѓу кои Стојна Вангеловска, Атанас Костовски, Нико Нестор, Стерули Андоновски, Дики Бојаджи и така натаму. Веднаш до мене овде е Атанас Костовски, доајенот на македонското спортско новинарство. Јас би сакала да ве запрашам, според вас, што е полесно? Да се коментира еден спортски надпревар или да се одлучува кој е најдобар во спортот? Па сега мислам да само да ве драга колешке дополнам. Во составот на жирито е и нашиот ас, господинот Шабан Сејдију. Знаеме што беше. Благодарам што ми помогнавте. Тука е и колегата Зоран Поповски.
Значи вечерва сум новинар, не? Мислам дека за оној што прилично долго го следи спортот, не му е тешко да се одбере кој може да биде најдобар не само вечерва, не само за изминатата година, туку и за векот. Благодарам за убавите зборови. Ние продолжуваме понатаму со една убава песна. Јасмина повели. Точно така, поубава не може да биде. Се работи за песната Македонско девојче која исполнува госпоѓата Виолета Томовска, која е вечерва тука. Ваквите манифестации и сличните не пречиси да не можат да поминат без неа. Меѓутоа, бидејќи знам дека господинот Бошко Трпевски многу ја почитува Виолета Томовска, ќе му дадам збор вечерва малку поопширно да ја најави. Повели, Бошко. Направивме една анкета, драги гледачи, бидејќи со песна ги започнуваме сите надпревари. Па рековме да избереме и спортска песна на изминатите децени. Се потрудивме да видиме која ќе биде таа песна. Имаше многу предлози, едно име имаме Јонче Христовски, Ојвардаре Македонски и многу убави песни. Меѓутоа, сепак превладува Македонско девојче. Виолета Томовска тоа знае убаво да го исполни, а јас уште еднаш добив едно мало писменце со голема благодарност на телевизија Сител од председателот на нашата држава Борис Трајковски за ова што го чиниме за спортот. Господине Трајковски, еве со една убава песна повторно да ве испратиме на оној пат кој што треба да го одлетате веќе утре. А таа песна нека биде заедно со вас и пренесете ги нашите поздрави до сите македонци, бидејќи ќе имате средба, а македонско девојче ја пеат на сите континенти во светот. Виолета повели. А го молам господинот Раде Станоевиќ да го додели признанието за спортска песна на векот. Раде Станоевиќ, како ќе гласаат телевизиските центри од нашата земја? Одиме со ТВ Зора во Куманово, каде се наоѓа нашиот водител и неговите гости во студиото, Борче Велјановски. Добро вечер, дали се слушаме? Борче, дали се слушаме? До целата редакција на телевизија Сител, која е носител на овој проект, до сите спортисти и останати гости кои во овој момент се наоѓаат во студиото на телевизија Сител и секако до целокупниот аудиториум што во овој момент не следи. Телевизија Зора од Куманово и оваа година, како и минатата, активно се вклучи во избор на најдобар спортист и најдобар суперспортист за Македонија за претходните 365. Ви благодарам. Но ви благодарам многу, но мојот настап вечерва нема да биде комплетен. Не. Нема да биде комплетен доколку не запеете со мене една песна. Нема музика. Нема плейбек. Заклуча врата и сједи кад си ту. Не иде ноќа, сједи сам баш по сну. Мало е место, али пак остани рочени. Сите ке. Ни Бог, ни вино, uvijek će biti netkom će suze, a netkom biseri. Vjeruj mi, rođeni. O, bato, o, bato,
sam voljeti. Bato, nisu me pustili. Svi te zajedno! Ni popli vino. Nemoće suze, a netkom viseli. Vjeruj mi, rođen. Svega sam da čujem samo vas. Mora sam voljeti. Bato, sve su me moje uzeli. Bato, htjela sam letjeti. Bato, krila mi slomili. Bato, mogla sam voljeti samo za vas. Bato, nisu me pustili. Što mi благодарам, ова го заслужите. Вие. Одиме со гласање, додека наша техника се снајде, се извинуваме на Росана за ова измена. Меѓутоа, одиме со телевизија Здравкин, со студиото на телевизија Здравкин во Велес. Таму е колегата Владимир, манифестација господинот Киро Глигоров. Уште еднаш голема благодарност на се она што направи на нашиот довчерашен председател, кој што на пристаништето во Охрид со солзи на очите ги бодреше нашите маратонци. Тоа беше драма на Охридското езеро, меѓутоа реков благодарение на нашите легенди Нико Нестор, Дики Бојаджи, потоа таткото на маратонот исто така вклучен во маратонското пливање, како и многу легенди, да не ги заборавиме покојниот Климе Савин, Атина Бојаджи, Ристе Савин и многу други. Верувам дека Охридскиот маратон со овие луѓе ќе доплива до светот, до оние светски маратони, бидејќи и самите себе се вградија. И годинава без разлика дали е покровител на ова спортска манифестација нашиот довчерашен председател Киро Глигоров, кој што многу даде за развојот на нашата Македонија, за нашата слобода. Тоа е негово дело и веруваме дека ќе го сочуваме. А ние одиме со една прекрасна песна од соседството. Точно така. Нашата следна гостинка доаѓа од Бугарија. Во Бугарија е многу популарна, има издадено 5 албуми, меѓутоа и на нашата публика тука не е непозната. Се вика Дијана, а во 98 година на нашиот фестивал Еврофест ја освои првата награда. Ве молам да ја покажеме едно добре дојде на гостинката од Бугарија. Дијана, повели. Па да видиме како гласаше факултетот за физичка култура. Професоре, повелете. Научните работници на факултетот за физичка култура, професори и асистенти за спортист на Македонија за 1999 година гласаа на следниот начин. Неджмедин Мемети фудбал 1 бод. Примислав Димовски бокс 2 бода. Тодор Гечевски, добро, кошарка 3
бода. Добре. Индира Кастратович ракомет 9 бодови. Могамет Ибрагимов борење 10 бодови. Мирјана Бошевска пливање 8 бодови. Лазе Поповски кајак 7 бода. Марина Лазаревска тенис 5 бода. Нечмедин Мемеди фудбал 1 бод. Дивна Пешич стрелаштво 4 бода. Примислав Димовски бокс 2 бода. Тодор Гечевски кошарка 3 бода. Кире Лазаров ракомет 6 бода. Значи тоа беше изборот на Факултетот за физичка култура за најдобар спортист 1999 година. Сега да чуеме како гласа за супер спортист на минатата година. За супер спортист на Македонија за 1999 година факултетот ги додели следните бодови. Врбица Стефанов кошарка 5 бода. Пепи Манасков ракомет 6 бода. Саша Чирич фудбал 1 бод. Билјана Наумовска ракомет 4 бода. Никола Митков шах 2 бода и Александар Китинов тенис 3 бода. Ете, тоа беше гласањето на Факултетот за физичка култура, а Јасмина, ние продолжуваме понатаму со програмата. Точно така, продолжуваме со музика. Тука се Дуле и Коки. Обично навикнат Понив, а тие одат споро. А сега одиме во Битола до телевизија Орбис, каде се наоѓа колегата Славчо. Ја повикувам легендата на македонското пливање, господинот Никол Нестор, да го врачи признанието на господинот Славе Димитров. Јасминка, верувам дека сте како битолчанки горди што го имате Славко, Димитар, се разбрија, Јонче, Виолета и многу други. Мислам дека Битола секогаш била добра, па посебно била добра и во песната. Мислам дека е ова вистинското време да направиме една пауза и да здивнеме со маркетинг. И оваа недела во ТВ Бинго, 170.000 германски марки до 36-тиот број, Мерцедес А класа до 40-тиот број, Бинго и Фиат Сејченто до 90-тиот број. Играјте со нас. Лотарија на Македонија. По рекламите ние се враќаме во студиото на Сител телевизија, во оваа прекрасна атмосфера. Мислам дека е ред да ги сумираме резултатите од гласањето, да видиме кој колку поени доби до сега. Режија, дали е спремно, така? Во категоријата спортист на Македонија за ова 1999 година, Индира Кастратович има освоено 49 поени. Могамет Ибрагимов 44 поени, Кире Лазаров 39 поени, Тодор Гечевски, представник од кошарката, 30 поени, Мирјана Бошевска пливање 26 поени, Лазе Поповски 22 поени, Неджмедин Мемеди 21 поен, Дивна Пешич 17 поени, Марија Лазаревска 14 поени и Примислав Димовски 13 поени. Може да го видиме и другиот телоп за супер спортист на Македонија за 1999 година. Значи, Врбица Стефанов има освоено 29 поени, не можам убаво да видам. Пепи Манасков 25, Билјана Наумовска 17, Саша Кирич 16, Александар Китинов 9 и Никол... Ги има неколкумина, тука и Ристо Бимбиловски, човекот кој што го преплива Охридско езеро во најтешкиот стил, пеперутка стил. Да видиме што размислува овој пат Дики Бојаджи. Добро вечер за господинот Дики Бојаджи. Оваа година полните 60 години, меѓутоа сигурно ќе ве потсетам на деновите кога започнавте со маратонско пливање, една традиција која на сите нас еве трае и деновите.
Па накратко, еве, за почетоците на маратонското пливање, вие сте секако еден од најуспешните во овој спорт во нашата држава, сигурно и пошироко. Благодарам, точно полнам 60 години. Пред се би сакал да опоздравам господинот Киро Глигоров и сите љубители оде во салата, како и во Македонија, и да заблагодарам на сестрната помош која ја дават во развојот на спортот на Македонија и пошироко. Се совпаѓа роден ден од 60 годишнина, мислам, правење до сега и пливањето на Капри Наполи 60-та година, кога го постигнав светското шампионско место, и од тога почнува маратонот со египетските шампиони, со доваѓањето во Охрид, со Леко Радиш, Нико Нестор и сите други, мислам. Ви благодарам од срце. Едно посебно благодарам што имав таа чест да го прегрнам овој голем, прекрасен човек на Македонија. Навистина благодариме на Калиопи, а ние одеме понатака. Боречкиот клуб Бучим Јака од Радовиш е најуспешниот клуб во нашата држава. Радовиш даде многу во борењето, Радовиш стана светски првак во борењето. Навистина сме горди што една екипа дојде на светскиот трон. Тоа е екипата на Бучим од Радовиш. Се дадоа овие луѓе, стана светски прваци, а од Бучим Јака Радовиш доаѓа и Ибрагим Борач, кој што навистина многу донесе. Но најголема заслуга за борењето во изминативе години во Радовиш има и господинот Ванчо Чифлиганец, човекот кој што беше како борач, беше успешен председател на боречкиот клуб, беше успешен председател на Боречкиот сојуз на Македонија. А тука е и легендата на македонското борење Шабан Сейдио, на кого сите му благодариме за неговиот труд, за освоените медали во светот и во Европа. Го молам господинот Ванчо Чифлиганец да го прими големиот пекар, токму од легендата на македонското пливање Шабан Сейдио. Екипа на векот, Бучим Јака Радовиш, европски и светски првак. Господине Чифлиганец, честитки и вашиот впечаток. Прв пат добив трема, бидејќи сум возбуден, затоа што еден град мал, благодарение на многу љубители на спортот, спортисти, спортски работници, а еве оваа вечер со ваша помош ја имам оваа привилегија да го добијам најголемиот трофеј, најголемиот пехар, клуб спортски на векот. Тоа е една голема обврска на крајот на залезот од вториот милениум, а секако и на почетокот од третиот милениум да даваме поголеми успеси. Во оваа прилика
се заблагодарувам на сите генерации во изминатите 4-5 децении од Радовиш, од Македонија, спортисти, спортски работници, председатели, спонзори и на сите љубители на спортот од Радовиш, од Македонија, бидејќи без нив сигурно овој голем пехар немаше да го има во раците на Радовиш, на Македонија, клуб на векот. Благодарам од се срце. Ке беше полесно доколку господинот Седију беше со вас. Збор 2 и за господинот Седију. Пред да му дадам на нашиот големас, аз на совите, од оваа место се заблагодарувам на сите оние кои дадоа допринос, а посебно на покровителот на првиот светски куп во борење, а тоа е на претходниот наш почитуван председател Киро Глигоров. Повели, Шабане. Би сакал од се срце да му честитам на господинот Чифлиганец, на вистина има заслуги, заслужил и ние посакуваме секогаш да имаме такви председатели во Боречкиот сојуз и опште во спортот. Единствениот човек кој сметам дека заслужено доби вакво признание и му посакувам и понатаму успех. А да користам можности да го поздравам господинот Киро Глигоров, екс-председателот. Исто така користам можности да го поздравам и деканот господинот Циев и ви посакувам све најдобро. Благодарам. Малку надвор од сценариото и едно прашање за господинот Чифлиганец. Ке беше ли полесно на светскиот куп и европското првенство доколку Седију беше во вашиот тим? Па меѓу сите тие спортисти, стручници, покрај сите оние беше и впишено името на нашиот ас на совете Шабан Сиди, Шабан Трстена, Насе, Тони Танчев, Каладжиев, Вучков, сите оние кои дадоа допринос за светскиот куп. Благодарам уште еднаш. Продолжуваме понатаму. Точно така, продолжуваме со музика. Нашите следни музички гости доаѓаат повторно од Бугарија. За 1999 година тие се прогласени за дуо на годината. Во своите албуми секогаш имаат по една до две македонски песни, затоа што многу ја сакаат и ја ценат нашата музика. Марко и Снежина. Баш ми се не да, а ја само хочу мало среće и мало топлине. Баш ми се не да душу да смирим, baš mi se ne da da mi sunce